Собранието на Република Македонија денеска во рамките на 125-та седница почна расправата за донесување на дополнителниот предлог буџет на државата за 2017 година. Предлогот го образложи министерот за финансии Кирил Миноски, кој рече дека главниот приоритет на овој стратешки документ е поддршката на приватниот сектор и дека со него се обезбедува редовна исплата на пензии, плати и социјална помош, како и подмирување на другите потреби на граѓаните. Предлог буџетот за 2017 година се темели на три основни постулати. Тоа се развој кој се базира на високиот износ на капитални инвестиции, социјална заштита на ренливите категории граѓани и етапно намалување на буџетскиот дефицит за да се постигне фискална консолидација на среден рок, рече министерот Миноски. Во рамки на оваа седница пратениците треба да гласат и за одлуката за распуштање на парламентот. А пратеничката група на СДСМ бара собранието да се распушти денеска и веднаш, а не дневниот ред на 125-та седница да се дополнува со нови закони, изјави пратеникот Петре Шилегов. Судското рочиште за предметот диво населје денеска е одложено поради службено патување на овластениот обвинител од јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, се наведува во соопштението од Скопскиот кривичен суд. Судењето ќе продолжи на 3 ноември оваа година. На 9 и 10 мај минатата година во Кумановското диво населје вооружена група се судри со безбедносните сили. Во престрелката загина 8 полицајци од специјалните и посебните единици на МВР, додека 40 беа тешко повредени. Убиени беа и 10 лица од вооружената група. Бензинот Евросупер БС 95 од ноќеска наполно ќе поскапи за 1,5 денар, Евросупер БС 98 дизелот и екстра лесното масло за домаќинство за 2 денари, одлучи денеска Регулаторната комисија за енергетика. Зголемувањето на малопродажните цени на нафтините деривати е во просек за 4,36%. Владеачката партија на социјалистите на премиерот Мило Џукановиќ освои најмногу гласови, но нема да може да ја формира новата влада на Црна Гора. Врз основа на 85% од одработените гласачки ливчиња, владеачката партија добила 40% од гласовите или 35 пратеници во составот од 81 пратеник во парламентот. Опозицијскиот Демократски фронт освои 21% од гласовите или 18 пратеници, а умерената опозиција Клуч има 10% или 9 места во парламентот. На овој начин ниту една партија нема апсолутно мнозинство, што значи дека и следната влада на Црна Гора треба да биде коалициска.